Беше тоа на 2 септември 1845, кога дебарските бегови, браќата Акиф Паша и Далиб бек, решиле да се отцепат од султанската власт и да станат независни феудалци. За свое седиште го одбрале Галичник, бидејќи се наоѓал на стратегиски важно место, од каде што можело да се следи движењето на султанските војски. Жителите на Галичник биле изложени на големи маки и искушенија, бидејќи морале да ги издржуваат со храна и облека и беговите и нивните војски. Не можејќи да го издржат големиот товар, селските првенци во Тетово го пратиле Стамат Гозаровски, за да му се пожали на тамошниот паша за страдањата на кои биле изложени. Освен што економски биле исцрпени, тие исто така биле должни да издвојуваат и млади луѓе за во војската на пашите. Тетовскиот Сераскер Аерадин паша го ислушал пратеникот од Галичник, пошто му ветил дека наскоро ќе дојде со своја војска да ги уништи одметниците. Беше тоа на 2 септември 1922 година, кога во Скопје беше формиран спортскиот клуб Македонија. На 2 септември 1944 е ослободен Демир Хисар. Беше тоа на 2 септември 1944 кога Президиумот на АСНОМ на својата трета седница, одржана во манастирот Свети Прохор Пчински, еден месец по историското прво заседание, донел одлука за основање на телеграфска агенција на Македонија ТАМ. Оваа агенција одиграла мощна важна улога во ширењето на вистината за праведната борба на македонскиот народ за национално и социјално ослободување. Беше тоа на 2 септември 1944 кога кај селото Отиштино Велешко од Велешкиот народно-ослободителен партизански одред Трајче Петкановски и од борците од Велешкиот крај е формирана 8-та македонска народно-ослободителна ударна бригада. При формирањето бригадата имаше 4 батальони со околу 950 борци. Во септември таа делуваше по должината на железничката линија Велес-Скопје. На 2 септември 1991 година во Скопје е формирано Геронтолошкото друштво на Македонија. На 2 септември 1963 е родена Жанета Вангели, македонска сликарка, истакната авторка на инсталации, на видео и филмски проекти. Дипломирала на Државната академија за уметност во Франкфурт на Мајна во 1988 година. Ја представуваше Македонија на Венециското биенале во 2003 година. Жанета Вангели е карактеристична подела во духот на неоконцептуалната уметност, обработувајќи содржини со сложен антрополошки карактер. Таа денес живее и работи во Скопје. На 2 септември 1905 година кај местноста Ѓуровдол во близина на селото Ѓавато Гевгелиско во борба против 3000 турска војска, откако го убил турскиот Јузбашија, со последниот куршум се самоубил гевгелискиот војвода Леонид Јанков. Борбата што ја водел заедно со уште неколкумина негови соборци траела цел ден. За херојската борба на Леонид Јанков и ден денес се пее и се раскажува не само во Гевгелија, туку и низ цела Македонија. Песната Трба трби Гевгелија му е посветена на овој 27 годишен војвода. Роден е во село Мачуково, Гевгелиско, во 1878. На 2 септември 1941 Коле Неделковски, македонскиот поет, за да не се предаде жив во рацете на бугарската полиција, фрлил бомба и се самоубил, фрлајќи се на улица низ прозорецот од својата соба. Тој живеел во стан на 6-ти спрат во Софија. Негови најпознати дела се збирките песни Молскавици и Пеш по светот.
Коле Неделковски е роден во селото Војница, Велешко, на 16 декември 1912 година. На 2 септември 1945 така и селото Корнишор Енидже Вардарско, откако беше предаден и опколен од една грчка жандармериска единица при обидот да го пробие обрачот, од непријателски рафал загина Атанас Коровешов, член на главното раководство на Народно-ослободителниот фронт, еден од најверните синови на македонскиот народ. Тој е роден во селото Смрдеш Костурско во 1918 година. На 2 септември 2000 година умре Александар Каевски, еден од основоположниците на современата македонска илустрација за деца и млади. Роден е во 1932 година.